Почитувана јавност, почитувани колеги, би сакал да продискутирам за ова најново задолжување од аспект на три вака гледни точки. Првата е економската, втората е концептуалната, а третата е правната и номотехничката. Како путер ви се топат вашите предвидувања за економска стабилност за оваа година, па така веќе секој ден кој што го работиме и дискутираме во Собраниево, доминираат точките за задолжување. Само за подсетување на јавноста, 25 милиони евра за енергетска ефикасност, 21,5 за основно образование. Утре на Комисијата за задолжување финансирање буџет на ДМР ново задолжување од 50 милиони евра, па имаме задолжување од 80, 82, 70 милиони евра, 300 милиони евра, 700 милиони евра и она законско решение кое што го пуштивте од 500 милиони евра, со кое што вашите предвидувања на стартот од годината дека само 800 милиони ќе биде нето задолжувањето на земјава, испадна дека било само една вака лага за да полесно помине буџетот во јавноста. Ние сме сериозна земја, имаме пари, ќе си платиме, беше вака една изјава на премиерот. Сега, ние се задолжуваме 21,5 милиони евра со име на закон дека е за основно образование и продолжуваме со серијата на задолжувања за режиски трошоци и покрај тоа што министерствата имаат буџет, единиците за локална самоуправа имаат буџет, имаме рекорден висок буџет на ниво на држава од 4,2 милиарди евра, за 4 години 17 милиарди евра вкупно се потрошија во изминатиот мандат, а ние замислете по 4 години од кога почна блесокот, се задолжуваме 21,5 милиони евра за основно образование, од кои што ефективни ќе бидат само 12 милиони евра, заради тоа што 8,7 милиони ќе заменат на онаа добро позната шема на обуки, на консултации, на консултантски бироа, на дообуки, на доедукации и така натака и така натака. Ова не е ништо освен еден сигурен патокас на безиденост, на преклопување на задолжувањата, на дополнително навлегување на Република Македонија во рецесија, па така да од 63,5% ќе продолжиме и оваа година ќе го пребиеме оној прак од 65%. Лошо се менаџира со парите, основните обврски не можат да се завршат како што треба, дури и за вакви работи каде што се задолжуваме. Велиме дека ќе вложиме во образованието, а само од прилика 12 милиони евра на 80 општини на еден град, за 981 училиште или во просек по 12.000 евра на училиште, а се представува како да е заем кој што ќе ги реши сите други прашања кои што се отворени. Од аспект на концептуалниот дел, јас не се согласувам овие пари да отидат за оној концепт за кој што разговараа колегите и нема да должам многу за тоа, само ќе ви дадам по една реченица коментар за секој од оние подточки кои што вие сте ги ставиле во овој предлог закон и за кои што треба да ги задолжиме граѓаните од 21,5 милиони евра, се со цел за да ја избришеме историјата од предметите во основното училиште, за да ги преклопиме предметите и за да го избришеме македонскиот идентитет. Ова нема врска со основното образование, туку ова има врска само со пропуштање или обид за овој ваш концепт автентичен на Заев и на Царовска се протне кај најмладите ученици. Во првата вака подточка, првата компонента, не е јасно како ќе се делат тие средства, на кои основни училишта, со која методологија. Нема таква работа. Сте пропуштиле тоа да го напишете. Во втората компонента е дека ќе има ново тестирање. Нели беше една од главните теми за кои што вие ја напаѓавте опозицијата кога доаѓавте на власт, дека треба да се уништи екстерното. Добро го уништивте. Потоа во ова законско решение пишува дека нашите ученици постигнувале слаби резултати на меѓународните надпревари. Излезете и кажете: да, со овој заем ние сакаме и покрај тоа што нема доволни средства за да се имплементира ова решение до крај, не знаеме како ќе го извадиме, да направиме екстерно тестирање, ама овој пат разликата е тоа што ќе имаме ново име. Излезете и кажете му го тоа на народот, затоа што тоа му го должите. Во компонентата 3, учителска школа.
тој проект беше готов. Вие, кога дојдовте, го прекинавте, кажавте дека ВМРО ДПМН не направило прво образованието, како што беше и во другите теми, па така како што имаме сега кривата траса на Кичев Охрид, која што од ненадеж се исправи, имаме признавање дека освен што сме им потрошиле време на македонските граѓани, сега ќе им потрошиме пари, кои што не се грант, туку се заем, да го направиме она кое што пред 3,5 години сме можеле не трошејќи финансиски средства само да го продолжиме. И компонентата 4, под компонента 4.2, ангажирање на консултанти, веројатно тука се крие целата вака шема со ова задолжување, како да се мобилизира одредена на луѓе, која што е поблиско до вас, и како да ги земат парите кои што, внимавајте, ние во услови на пандемија ќе се задолжиме, ќе ги задолжиме македонските граѓани и сите ќе треба да се задолжиме за да некој од овие консултанти земат пари. Понатака, со позајмени пари ние ќе направиме само уште поголема поларизација во сите оние кои што орбитираат околу образовниот сектор, затоа што за вашиот концепт, кој што ние ќе го платиме 21,5 милиони евра позајмени пари, се потпишаа 4000 наставници дека не треба да се имплементира, пола биро вие против и Сдруженијето на средношколци ви даде оценка КЕЦ на Министерството за образование. И вие со тие пари ќе продолжите само таа поларизација која што го правите, нешто кое што го правите целиот изминат период. Други неколку прашања од аспект на третиот дел, а тоа е правниот и номотехничкиот. Навистина ми е незгодно затоа што тука имаме реномирани професори по право, како што е професорката Силјановска, да ви барам грешки и да ви исправувам. Луѓе, поднесувате закони до собрание, каде што имате во пратеничката група таков правен експерт и не знам како не ви е срам да ги грешите и некој кој што е вака, како мене би рекол правен лаик, да ви ги бара грешките во законите. Сега ќе ви кажам каде. Се споменува операционализација на стандардите за основните стручни компетиции на наставните во основните и средните училишта. Сега, законот се однесува само на основното или на средното образование. Понатака, законот, името му е договор за заем за финансирање на проектот за напредување по основното образование, а во компонентата 4 имате нешто што нема врска со основното образование, а тоа ви е мониторинг и евалуација, односно проектна единица која што овој закон регулира да се достави. А законот ви има комплетно друго име. Не знам дали ме разбирате колку ви е утната самата суштина на нешто. За споделување на описни и статистички податоци за секој училиште и спроведување консултации со локалните заедници се одвоени 340.000 евра, нешто што ви го кажував минатиот пат, за нешто кое што можете да пратите циркуларно писмо. Да им испратите од Министерството писмо до општините и општините да ви вратат вакви статистички операции. Ама не, тоа треба да се плати 340.000 евра. Веројатно тоа е од онаа хартија, можеби кој што беше пакуван оној фамозен путер, кој што пред 3 дена видовме дека е како спектакуларен и колосален успех, соопштено со јавноста дека е запленет, тоа нели борба со корупција. Понатаму, предвидена е набавка на софтвер. Што се случи со ние 15 милиони евра пари за софтвер за национална платформа за онлайн учење? Никој повеќе не ги спомнува. Видовме дека тоа беше тотално фијаско кога се пушти првиот ден и дека не можеше да се пуштат самите ученици да следат настава. Па потоа со некои алтернативни програми кои што држава не ги платила, се уште се следи наставата, беа потрошени 15 милиони евра народни пари. Тоа е неодговорно однесување и за ова ќе треба да се поднесе некогаш сметка, заради тоа што народните пари, особено позајмените народни пари, кога во државата имате над 100.000 луѓе кои што се заболени, а немате на праг на вакцинација, тоа е одговорност и тоа треба некој во оваа држава, знам дека за сега нема, ама ќе има, кога ќе победа на одговорност и ќе треба да бидете запрашани зошто вакви работи се случуваат во оваа држава. Обуката на новите наставници веќе е спроведена на матичните факултети, а во рамки на наставничките факултети имаат практична настава по предметот методика, што значи дека веќе праксата ја поминале, а средствата наменети за обуките ќе бидат непотребно потрошени. И понатака морам да признам, маестрални сте кога треба да најдете некоја кривина за да украдете пари кои што се позајмени од народот, па така да предвидена е дека овие средства ќе ги стопанисува, би рекол, одредена проектна единица, но тоест овој закон вие превземате обврска да креирате нова
единица, а таква веќе има во Министерството за образование. Сега легитимното прашање кое што се поставува е дали таа проектна единица ќе ги управува овие средства или онаа новата која што ќе ја направите само за да вдомите партиски кадри да ги потрошите овие пари, ќе управува со ова. Крвави, позајмени народни пари. Ова е срамота.